студио, четврти час од оваа отворена програма во која централна фигура и се што се случува околу пребеганиот Никола Груевски, ако е пребеган се разбира, иако неговиот Facebook статус покажува дека се наоѓа наводно во Будимпешта и дека ја остава Македонија и каузата до неговото враќање, се разбира, ова е цинизам. Во наредните 35 минути ви ветувам дека ниту Груевски, ниту Будимпешта ќе ја споменам, зашто мислам дека Македонија живее и ќе живее и со своите други проблеми, кои се создадени веројатно и од претходната власт и од овие што не може да се решат така брзо. Мој денешен гостин е Билјана Јовановска, директор на Агенцијата за обработување. Во светот тоа се вели агенција која го контролира пазарот на труд. Ви благодарам што дојдовте. Добро вечер и од мене. Чест ми е и задоволство што сум вечерва ваш гост. Ви благодарам уште еднаш. Каква е состојбата на пазарот на труд во Македонија? Што значи го одбегнувам стереотипното прашање, се намалува ли невработеност? Така. Агенцијата за вработување води евиденција на невработени лица на доброволна основа, значи лицата кои што ќе дојдат и што ќе се пријават како невработени лица. Ги двоиме на лица кои што активно бараат работа и лица, односно други лица кои што ги нарекуваме пасивни баратели на работа. Тоа е, јас би рекла, една измислица на претходната власт. Предпоставувам сакајќи да фигурираат само бројките на овие активни баратели на работа, па оние други лица што бараат работа или пасивни баратели ги трга на страна во друга колона. Но фактичката состојба е дека и едните и другите се евидентирани како невработени лица. Во моментов имаме околу 90.000 активни баратели на работа, 90.000 пасивни баратели на работа, со тоа што споредбено со изминатата година за истиот период имаме намалување на бројката околу 10.000 невработени лица. Дали е тоа резултат на барањата на фирмите и корпорациите на овој пазар на труд и кои занимања во овој момент, наспроти светските трендови кои се ќе бидат барани од сметководители до IT инженери, во Македонија се бара во овој момент? Од аспект на спроведување на активни мерки и политики за вработување и барање за посредување од страна на работодавачите, значи се вработени тие лица, односно бројот се намалува благодарение на тие активности. Ние знаеме дека само со оперативниот план за активни мерки и политики за вработување се вклучени над 6.000 лица. Имаме и барања за посредување врз основа на кои што се реализирани тие вработувања. Но се разбира дека имаме недостиг на работна сила во моментов од една страна во Република Македонија, тоа го кажуваат јавно работодавачите. Ние сме во континуирани средби и комуникации со самите работодавачи. Од друга страна имаме голем број на невработени лица. Чекайте се, има тука една прилично дивергентна состојба. И јас ги слушам предприемачите, коморите и така натаму, дека во Македонија ќе има и недостиг на работна сила. Што би било по логиката на тоа дека пазарот на работна сила се исцрпил и така натаму. Од друга страна, има една тенденција која стручните и бараните занимања на западниот пазар на труд се повеќе се одлеваат од Македонија. Тука пред се мислам на високостручните работници, IT инженерите, програмерите и така, лекарите. Каква е во овој момент таа состојба во која имаме недостиг на каква работна сила? Имаме недостиг на работна сила, значи според дејноста работодавачите побаруваат најмногу во делот на трговијата на големо и мало, имаме во преработувачката индустрија, во транспортот, градежништвото, а според образованието најмногу се бараат сметководители, фармацевти, економисти, правници, администратори, комерцијалисти, техничари, оператори, текстилен техничар, а исто така и без образование се бараат келнери, готвачи, шанкери, шивачи и слично. Келнери без образование? Да, бидејќи во суштина добар ден да кажам во суштина имаме еден проблем, еве во овој момент имаме недостиг на кадри во делот на угостителството, значи на готвачи и на келнери. Би сакала да кажам дека интересен е податокот што во моментов во угостителското
Добро. Средно образование, во моментов имаме запишани само 8 ученици во паралелката за келнери и некаде околу 10-15 ученици кои што се образуваат за да бидат готвачи. Сега го разбирам, еден претходен соговорник, господинот Александар Велиновски, собственикот на јавна соба, кој денове направи шок дека ќе оди од Унгарија да увезува келнери. Кога јас разговарав со него, вели, абсурдот е во тоа што тие што работат немаат и така мали плати за просекот. Имаат меѓу 700 и 800 со бакшиши и така натаму, но таа работна сила не достига и уште повеќе да е стручна и компетентна. Така е, значи во моментов имаме барања за посредување, пред извесен период имаше барање за посредување, да речеме, на книговодители, каде што имаше плата од 25.000 денари. Значи минимална плата со платени придонеси. Беа повикани, поканети некаде околу 50 невработени лица. Од тие 50 невработени лица, 40 лица не се одзва воопшто на поканата да дојдат во Агенцијата за вработување за да се направи посредувањето. Некаде имаме погрешен податок, неточен телефонски број, меѓутоа во најголем дел воопшто не се одзва на поканата. Од оној мал процент, мала бројка што дојдоа, 5 лица веќе стартно одбија од причина што мала им е платата, немаат превоз, релацијата не им одговара и слично. Од останатите 5 веќе кај работодавачот одбива. Тие сите беа регистрирани како невработени? Тие сите се регистрирани како невработени активни баратели на работа. Јовановска, зошто не ги испишавте од списокот? Интересно во моментот тоа на запад е правило. Во моментот кога ќе одбиеш работа, не ја барај повеќе на бирото. Имаме недоречености во самиот закон за вработување и осигурување во случај на невработеност, каде што самите одредби во членовите се контрадикторни. Значи не е точно дефинирано во кои услови можеш да го избришеш лицето. Има во одреден член каде што вели доколку 2 пати одбие во текот на една година работно место согласно неговата стручна подготовка. Потоа треба да му одговара превозот, оддалеченоста. Има многу недоречености, недефинирани работи поради кои што не може така лесно и брзо да се донесе одлука да се избришат. Тоа е алиби понекогаш дека законските решенија не се. Пазите, во Македонија веќе подвижноста на работна сила е според европските стандарди. Ако од Велес патуваат за Кавадарци, така е, се согласувам. Ако од Скопје патуваат за Штип, се согласувам. Не може некој. Знаете како, за да го надминеме овој проблем, ние формиравме работна група. Ние сме свесни за овој проблем, значи е страшен проблем во државата. Имаме работна група сочинета од владата на Република Македонија, од Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и стопанствениците. Веќе ги лоцираме проблемите и недостатоците кои што во суштина предизвикуваат ваква една лоша представа и слика и недоверба кај граѓаните, кај работодавачите и кај самите институции. Прво мора да дефинираме што е тоа и што како ќе ги водиме невработените лица. Што значи активен, што значи пасивен барател на работа. Значи пасивниот барател на работа 6 месеци не се евидентира во Агенцијата за вработување. Постојат сомневања, барем кај мене, дека тие лица можат слободно да излезат надвор од државата, сезонски да работат 6 месеци, да се вратат, да се евидентираат. Тоа е јавна тајна, камионџи, овие келнери, туристички други работници така. Така, значи тоа лице заработува и можеби заработува повеќе отколку што едно лице во текот на 12 месеци заработува во Република Македонија. Од друга страна, исто така имаме ситуација каде што нив согласно законот воопшто не смееме да ги инволвираме во процесот на посредување, во процесот на спроведување активни мерки и политики за вработување. Дали таа улога и место ви ги одземат овие приватните агенции за посредување кои потоа на одреден начин вршат упат во пазарот на работна сила и тие луѓе ги испраќаат кај меѓународните или домашните компании? Значи, приватните агенции јас не ги гледам како конкуренција, сепак се и тие работодавачи имаат вработени лица во своите фирми, работат посредување при вработување, меѓутоа во скоро време имавме состанок и со нив. И тие се жалат на базата на податоци кои што ние имаме, односно го имаат истиот проблем. Кога ќе организираат интервју кај некој работодавач, излегуваат несериозни бидејќи лицата што ги покануваат воопшто и не доаѓаат на интервјуто, го игнорираат
зборуваат едноставно. Ние мора да се насочиме заеднички сите чинители да го решиме овој проблем. Од една страна работодавачите, стопанствениците, значи приватниот сектор, од друга страна институцијата, но и самите невработени лица. За да ние го надминеме овој проблем, да си помогнеме себе си, да помогнеме на државата да излезе од оваа небулоза, ние мора да играме со отворени карти. Значи, секогаш ние нешто очекуваме и да добиеме, меѓутоа треба нешто за возврат и да дадеме. Значи, прво невработените лица треба да бидат искрени кон институцијата, кон државата. Дали бараат работа на вистина, очекуваат работа од преку агенцијата за вработување, или пак не се снаоѓаат на било кој друг начин, или заработуваат на било кој друг начин во државата или надвор од државата. Од друга страна, и стопанствениците исто така треба да ни помогнат тука и да бидат искрени и честни во намерата, во насока на тоа кога го бараат посредувањето од агенцијата за вработување, да им понудат вистински податоци на невработените лица, во суштина на работно време, смени, плата и ред други работи, како невработените лица не би реагирале со недоверба кон работодавачите и кон нас. А работодавачите пак се разбира имаат недоверба кон агенцијата, затоа што агенцијата не може да ги обслужи бидејќи невработените лица не доаѓаат на интервјуто. Ние ги известуваме дека имаме 50 лица поканети, повелете во 10 часот во просториите на агенција за вработување доаѓаат 10 лица. Значи на вистина многу несериозно и еден тежок и горшлив проблем. 10 поканувате, 10 доаѓаате? Не. 50 покануваме, 10 доаѓаат, условно кажано. Останатите 50 не доаѓаат. Добро, пред да дојдат и кога ќе ја понудите местото и така натаму, тоа што вие го велите, предприемачите, фирмите ви доставуваат некаква листа какви се условите, што е работниот ангажман, кај се тие? Да, начелно во барањето за посредување ги наведуваат тие работи, значи каде ќе се одвива работниот процес, работно време, плата која што ја нудат за тоа работно место, меѓутоа исто така повратно треба да не известат и од лицата што се упатени кај нив, колку од нив прифатиле, не прифатиле работа и зошто не прифатиле работа. Но интересен е податокот што во одредени дејности ние знаеме дека одредени фирми можат својата дејност да ја вршат со одреден број на вработени лица, на пример со 30. Во моментов ако отворите, во тоа правно лице има пријавено само 3 лица. Што е со останатите? Дали ги ангажираат со договор на дело, со договор на услуга? Ако земеме дека едно... Може да се мрежите тука со сите агенции кои работат на одреден начин? Значи, тие договорот за дело во суштина не го пријавуваат никаде, него едноставно доколку ги плаќаат сметките на... го плаќаат паричниот надомест на трансакцијска сметка, тоа се евидентира само во управата за јавни приходи, но тоа не е работен однос согласно Законот за вработување. Тоа е еден авторски договор или договор за дело. Меѓутоа, ако јас согласно финансиските примања сум ангажирана во текот на месецот 5 дена, а земам надомест кој што условно кажано би бил висок колку што би работела еден месец некаде, тогаш го одбирам овој начин на ангажирање. А од друга страна се водам како невработено лице на списокот на агенцијата за вработување. Пред да поминеме на невработените и неквалификуваните работни места, можете ли да ми кажете што правиме со нивното дообразование, со нивните преквалификации за да бидат конкурентни на оваа работна средина каде што ако нема келнери можеме ли да ги научиме да бидат келнери, ако нема возачи може да ги научиме да бидат возачи. Така. Агенцијата за вработување преку оперативниот план, преку активните мерки и политики за вработување ги нуди овие опции, овие можности за преквалификација, доквалификација, стекнување со вештини. Сето тоа се финансира од буџетските средства. Оваа година имавме значи обуки за стекнување на вештини со напредни IT вештини, основни IT вештини, јазици, потоа имавме во делот на банкарство, сметководство, исто така беа оваа година оџачари како недостигнели на работна сила. Меѓутоа тоа не е еден, да речеме, голем опфат на лица невработени кои што треба да се обучат, согласно се разбира согласно буџетските средства кои што се обезбедени за тековната година за оперативниот план. Иако оваа година имавме зголемување на износот, а веќе за 2019 година оперативниот план ќе биде со најголем износ на буџетски средства досега, значи некаде над 1 милијарда денари. Уште само ова за
вработените со статични занимања, да речем условно. Уште ли имате доктори невработени, магистри? Дали таа тенденција на така речени докторски студии е на одреден начин замајување себе си и општеството дека нема работа, па нешто да работам, да учам? Така, јас би сакала само да се надоврзам на претходното, дека постојат и обуки за познат работодавач на работно место, кој што исто така ги финансира агенцијата од буџетски средства, и истото планираме согласно анализата на пазар на труд, што веќе е при крај и ќе ја завршиме, ќе имаме точен податок кои ќе бидат бараните профили, бараните струки, за да можеме да предвидиме обуки, преквалификации и доквалификации за во 2019 година. Точно има на евиденција магистри и доктори на науки. Јас сметам дека сето тоа е резултат на изминатите години поради лошата политика во делот на образованието и на образовниот процес. Се насочија младите лица сите да студираат, сите да се стекнат со звање сите. Нели, повеќето да добијат титула магистер, доктор на науки. Па тоа баравме, болонски систем на образование. Да, и сега знаете како е, тие млади лица со диплома магистер, доктор на наука очекува да има и такво работно место, да има такви примања, меѓутоа на пазарот на труд тие не се и толку условно кажано побарувани или барем не ги исполнуваат нивните очекувања во делот на плата. Она што недостасува кај нас се тие обуки и вештини, меѓутоа и праксата. Праксата е многу важна и праксата е важно да почне да се применува уште во текот на образованието, на образовниот процес. Она што е најбитно е прво образованието да креира образовна политика согласно потребите на пазар на труд. Значи да се отвараат паралелки согласно потребите на пазарот на труд. Доколку се бара, карикираме сега, готвачи, келнери, да имаме такви паралелки. Доколку се бара сметководители, да имаме такви паралелки. Да се усогласи пазарот на труд со планираните паралелки во средните училишта. Исто така би било пожелно да се предвиди пракса во текот на... Тоа некои компании веќе го прават и таму после регрутираат вработување. Така, тоа го прават некои компании. Тоа успешно го работат. И други, не само. Една странска компанија, странски инвеститор во Кавадарци, значи прави обука на средношколци, односно ги зема, па не тоа пракса, тоа е веќе повеќе како обука, меѓутоа практично ги обучува во работните простории. Има посебни простории каде што има машини, целиот процес на работа, заедно со ментори, средношколците го поминуваат. Декстер Мајер. Па добро, зашто да бегаме од тоа дека... Да, имаат еден добар, да речеме, добар процес и добра пракса. Тоа се, да речеме, позитивни примери. Ние практиканството и го предвидуваме како активна мерка во оперативниот план. Го предвидовме, имаше голем интерес и голем дел од практикантите, веќе работодавачите, и ќе ги задржат на работните места. Исто така, нели, новитет е и законот за практиканство, каде што ќе може работодавачот прво лицето да го земе на пракса, да го обучи, па потоа да одлучи кој од практикантите ќе ги задржи по редовен работен однос. Поштовани гледачи, гостин во отворената студија е Билјана Јовановска, директор на Агенцијата за вработување. Останете и понатаму со нас, ќе разговараме околу тоа кои кадри не заминуваат и дали навистина ние ќе останеме без лекари, без IT програмери, што тоа прават фирмите за нивно стимулирање и што тоа значи така наречено дуално образование како систем кој продуцира кадри за стопанството, за економијата. Сега блок реклами и промо и се враќаме насад. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка.
Оваа среда и четврток, најниската цена во градот, само за вас. Кашкавал бисер Ајдамер или Гауда, 1 килограм за само 249 денари, плюс 100 поени. И кулен топола 270 грама за само 115 денари, плюс 100 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Конечно, за сите гледачи и фанови на Сергеј Варошлија и Студио Мода, можност да си набавите мајца со препознатливите и вирални изрази на Сергеј. Хаштаг «Ке ми пукне душата», «Квази старлета», «Джигер боја», «Шуш боја», «Непознато потекло», «Петардирана», «Хоп-хоп». Од петок побарајте го нашиот штанд во Скопје Сити Мол. Набавете си мајца и бидете дел од дружењето со вашиот омилен Сергеј Варошлија. Ексклузивно во првото издание на Правда и неправда во новата сезона. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, како ВМРО ДПМН стана најбогатата партија во Европа. Ќе добијат ли судски разврски предметите на СЈО кои треба да го откријат начинот на функционирање на фамилијата, кој ја претвори Македонија во заробена држава. Катица Јанева во Правда и неправда. Вечерва во 21 часот. Во четвртиот час од отвореното студио гостин Билјана Јовановска, директор на Агенцијата за вработување. Колку има слободни работни места? Во моментов се околу 6500 слободни работни места, објавени на веб страната на Агенцијата за Нема вработување. кандидати или не можете да ги најдете? Значи, секој работодавач има обврска пред заснување на работен однос да пополни ППР образец, односно согласно законот да објави слободно работно место во дневен печат на веб страната на Агенција за вработување или да го направи тоа со посредување. Но без разлика на изборот на кој што ќе го објави работното место, пополнува ППР образец, отвара во агенцијата го генерира тоа слободно работно место во својот систем и се појавува како слободно работно место. Може да се случи тоа лице веќе да биде вработено 3 месеци на определено работно време. Работодавачот да сака да му го продолжи работниот однос, повторно мора да го огласи работното место за следните 3 месеци. Значи, де факто лицето е вработено, е во работен однос, поради продолжување на работниот однос на определено, но уште дополнителни 3-6 месеци, работодавачот отвара оглас. Исто така, да речеме, ако имате практикант, вие веќе сте одлучиле практикантот да го вработите, тоа слободно работно место и не е слободно работно место, веќе вие лицето, односно се имате определено за лицето, но со самиот чин на пополнување на тој ППР или отварање, го велиме ние ППР образец, во системот на Агенцијата за вработување се генерира како слободно работно место. Јас би сакала да кажам дека посредувањето за вработување работодавачите го користат во Агенцијата за вработување. Еве во 2018 година имаме поднесено околу 4300 барања за околу 9000 работници. Односно, во моментот се вработени преку посредувањето 3000 лица. Значи, тоа е еден од начинот на кој што може да обезбеди работна сила. Исто така може и со огласување во дневен весник. Ајде сега да се занимаваме со тоа. Ќе останеме ли без лекари? Има ли лекар невработен? Мислам дека тоа е една мала бројка, која што може би во моментот настанува префрлање од едно работно место на друго, има, но е значително мала бројката.
Што ќе се случи ако на лекар или на дефицитарни се фармацевтите му речете, окей, у село Инџиково има работно место. Познато е тоа дека во една Шутова Ризеви не можеме да најдеме гинеколог. Значи, невработените лица во тој дел имаат можност да одбираат, значи каде и под кои услови сакаат да работат. Согласно законот, доколку постои релација која што не му одговара платата, условите за работа, лицето одбива да работи. Бараат подобри услови за работа, бараат најчесто прва смена, да бидат слободни во сабота и недела, и се разбира да е платата висока. Има едно старо правило, барам работа, молам Бога да не ја најдам. Јовановска, кој ќе ни отиде, кој се ни оди, кои кадри во овој момент се топ кадри во Македонија, од кои нема невработени, има некаква побарувачка и дома и во странство? Значи, од високо образование, IT инженерите се побарувани се докторите, со средно образование медицинските сестри. Исто така морам да кажам дека електричарите, градежните работници исто така се побарувани и најверојатно заменуваат во странство. Нема такви луѓе на списокот? Има на евиденција на невработени, меѓутоа пак ќе кажам, некои заменуваат сезонски, се враќаат. Агенцијата еден период имаше своја концепција на соработка со некои агенции и бироата за вработување во странство во однос на трансферот на невработените или на ангажираната работна сила. Постои ли сега тоа? Не. Или германците доаѓаат, се одбираат, се зимаат и... Значи не постои договор за соработка или не е подпишан ниту еден меморандум за соработка со земјите во регионот. Прв пат, може би, условно кажано, сега стапуваме во комуникација со нашите соседни земји, за да видиме кој е начинот и принципот за склучување на меморандуми за соработка за размена на работна сила. Ние дефинитивно немаме евиденција кои луѓе заминуваат од државата, а се водат на списокот на невработени лица. Едноставно лицето заминува и може ние цела година да го водиме како невработено лице, а тоа веќе заснувало работен однос. Треба да дојде да се регистрира, да се пријави, како тоа? Кој го прави тоа? Да, тој доаѓа, треба да се пријави на 6 месеци, условно кажано, меѓутоа знаете дека се враќаат на 6 месеци или пак се враќаат на една година. Пасивните баратели на работа можат да се евидентираат кога сакаат. Денеска можете да го тргнете од евиденција на невработени, веќе утре може да се врати на евиденција на невработени. Уште една работа. Например, дали вие на нашите невработени и нашите граѓани им давате на еден начин обемни информации? Кои занимања се бараат во Германија, во Франција, во соседните држави? Какви се условите под кои може да заминат? Какви се нивните социјални права и така натаму? Не. Агенцијата за вработување им ги кажува условите, побаруваните занимања во Република Македонија, кои се барањата на работодавачите, кои се понудите од страна на работодавачите, кои се условите кои што работодавачите во Република Македонија ги нудат за обезбедување на работна сила. Комуникацијата помеѓу Агенцијата за вработување, службите и невработените лица најчесто се во делот на барање на работна сила и обезбедување на работна сила на територија на Република Македонија. Ретко по барање на некој работодавач, ние можеме само да ги запознаеме невработените лица, чисто да организираме инфосредба, тие да бидат запознаени со условите и потребата на работна сила во некоја од соседните земји или во странство, доколку тоа го побара некоја фирма, некоја компанија. Значи, чисто информативен разговор и средба. Која општина има најмалку, која општина има најмногу невработени согласно според бројот на населението? Па дефинитивно Скопје е со најголем број на невработени лица. Имаме градови каде што имаме Кавадарци, има град со најмал број на невработени. Еден од градовите кои што имаат најмал број на невработени лица. Што станува со јавните и приватни берзи во Западна Македонија? Дали бироата за вработување се некакво социјално јасли? Па ние се трудиме тоа да го надминеме, условно кажано. Значи, станува збор за активирање на невработените лица во секоја сфера, без разлика дали се корисници на социјална помош или не. Доколку се јави потреба од
работник со одредени квалификации, образование, ние ги повикуваме сите лица, но пак ќе кажам, право е на лицето да одбие поради одредени причини да не го прифати работното место. Мали деца, болни стари родители, нема превоз, не сака да работи втора смена, не сака да работи трета смена. Малку политика, ама е пак за вработување. Наскоро ќе стапува сила законот за употреба на албанскиот јазик. И во локалните средини и секаде. Со оние соголници со кои сум разговарал, велат ние албанците имаме кадри за преводи, за лекторирање и така тому, за области и за права кои се прилично деликатни, обемни, симптоматични. Дали вие сте размислили да направите обука на албанолози или на условно кажем на луѓе што ги познаваат двата јазика, кои би можеле да бидат оспособени за ова конкурентно занимање? Па искрена да бидам, не сме размислувале на таа проблематика, меѓутоа знам дека има и македонци кои што имаат дипломирано и може да бидат преведувачи на албански јазик. Значи, јас во тој дел не гледам така, дека албанците треба да бидат привилегирани за нешто или македонците привилегирани за нешто. Оној што дипломирал на факултетот и може да биде преведувач, треба да биде, има на списокот на невработени и македонци кои што имаат дипломирано на албански јазик. Како се прогнозите за движењето на невработеноста? Кога би можело, освен овие дубиози кои сега ги детектирахме, да се очекува еден релативно избалансиран однос меѓу приливот на работоспособно население и нивното ангажирање? Знаете како, долг процес е изминатите 10 години и направени се многу небулози, недоречености, како во пракса, така и во теорија, така и во легислатива. Како што напоменав, владата е свесна за овој проблем и е решена да го надмине. Формирани се работни групи, се прават анализи во континуитет, се дават предлози и идејни решенија, се разбират и бидат консултирани сите чинители. Во делот на тимот се влезени и самите стопанственици. Во Агенцијата за вработување членуваат и представници на работодавачите, така да имаме постојана комуникација. Ние сакаме да се реорганизираме прво како институција, значи да понудиме квалитетна услуга. За да понудиме квалитетна услуга на невработените лица и на работодавачите, ние мора точно да знаеме со каква реална бројка располагаме, затоа што губиме сакајќи да ги обслужиме сите, значи во квантитет ние губиме во квалитет. Енергијата ја насочуваме на лица кои што дале погрешни контакти, можеби не се тука, можеби не сакаат да работат. Од друга страна, исто би сакале да ја смениме, да го смениме и начинот на посредување, односно обезбедување работна сила, да го поедноставиме, да го правиме тоа помалку бирократски. Тоа работодавачите најчесто го користат како термин, велат сте тешки бирократи. Додека побараме работна сила од вас, поминаат 3 дена, јас за 3 дена не можам да го покрием работното место. Тоа е регулирано со закон. Во тој случај, значи, ние би сакале да воведеме еден нов принцип на барање на работна сила преку нашата веб страна, од друга страна и аплицирање на невработените лица на тие огласи или пребарување на слободните работни места, односно полесно преку електронски, преку веб страната, да можат работодавачите и невработените лица да комуницираат и да го обезбедат она што нив им е потребно. Исто така би сакала да кажам дека применуваме и нови пракси. Еве сега имаме проект, пилот проект беше во 2018, се уште тече, младинската гаранција. Младинската гаранција е еден процес кој што првпат се воведува во Република Македонија и е првпат воведен во земја која што не е членка на Европската унија. Значи, ние сме задолжени лицата, младите лица до 29 години, кога ќе се евидентираат како невработени лица, да работиме со нив. Да им понудиме работно место согласно нивниот степен на образование во првите 6 месеци. Доколку не можеме да најдеме такво работно место, му нудиме вклучување во активните мерки и политики за вработување и од друга страна можеме да му понудиме опција ако тврдиме дека лицето треба да се врати во образовниот процес, да се врати да се дообразува, дошколува и слично. Како дека се вика тоа? Младинска гаранција. Во младинската гаранција беа вклучени 3692 лица, а 38% веќе се вработени, односно имаат склучено договор за вработување, односно засновале работен однос и е прилично успешна мерка. Оваа мерка ние
ќе ја спроведеме во 2019 година на цела територија на Република Македонија. Поштовани гледачи, тоа беше Билјана Јовановска и благодарам, морам да ви кажам дека времето и динамиката ни налага и другите разговори да ги објавиме. Сега следува автобусот на мојот драг пријател Вучич, кој се вози со него и кој што ќе добие од неговиот арсенал на дарови. Ќе видите за 2 до 3 минути. Уште еднаш ви благодарам што бевте гостини во отвореното студио. Благодарам. Ексклузивно во првото издание на Правда и неправда во новата сезона. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, како ВМРО ДПМН стана најбогатата партија во Европа. Ќе добијат ли судски разврски предметите на СЈО кои треба да го откријат начинот на функционирање на фамилијата, кој ја претвори Македонија во заробена држава. Катица Јанева во Правда и неправда. Вечерва во 21 часот. Денеска во ексклузив ви го откриваме новото момче на пеачката Елена Ристевска. Ги предвиде најголемите временски катастрофи во Македонија. Кој е Славчо Поповски? Ке ве болат и уши и очи. Ова се најглупите македонски песни на сите времиња. Гледајте ексклузив вечерва 18:30 на 1 ТВ. Конечно, за сите гледачи и фанови на Сергеј Варошлија и Студио Мода, можност да си набавите мајца со препознатливите и вирални изрази на Сергеј. Хаштаг «Ке ми пукне душата», квази старлета, джигер боја, шуш боја, непознато потекло, петардирана, хоп-хоп. Од петок побарајте го нашиот штанд во Скопје Сити Мол. Набавете си мајца и бидете дел од дружењето со вашиот омилен Сергеј Варошлија. Ова е Бери. Тој е обседнат со жените. А таа обсесија ќе го воведе во неволја. Еден татко ќе му ја одземе можноста да создаде фамилија. Но тој не знае дека неговото дете веќе е на пат. Извонредна комедија за животот на еден Казанова кој ќе биде принуден да се смири. Вечерва, 22 часот и 20 минути. Бери Мандеј. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. ПКБ-та за цело семејство. Од 15 октомври до 16 декември. Купи една или повеќе ПКБ-та паштети и кодот од фискалната испрати го на 149941. Со порака тарава, бројна сметка, празно место, час и минута на купување. 3 најсрекни семејства ќе одат во најубавите европски забавни паркови. А секоја недела ќе доделуваме телефони Samsung Note 9, ваучери од Карес во вредност од 10.000 денари и многу повеќе. Паштета е да не играш.
почиња на љубовта. Пелистерка. Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на 1 ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука!